Среќаме назад во студиото, лидерот на Алтернатива Африм Гаши, уште еднаш добре дојдовте. Извинете за овој мал пресек, моравме да слушнеме на што работат нашите колеги, мигрантите ќе бидат тема уште долго време, меѓутоа и она што се внатрешни работи, со кои што ќе се занимава нашето општество во наредниот период, тоа се предстојните избори. За 3 дена истекува рокот до кога треба да се достават кандидатските листи. Дали ги комплетиравте веќе и да ни откриете некое од имињата кои ќе се најдат на овие листи? Уште еднаш благодарам на поканата. Се надевам дека веќе навикнавте на и биоритамот веќе ви функционира во ова утринско темпо. Се надевам дека ќе продолжите многу успешно. Јас ви посакувам многу успех. Благодарам. До сега имате пофалби и комплименти од сите страни, а и од моја. Што се однесува до листите, ние веќе сме при крај. Овие 2 дена, 3 дена ќе привршиме, како што и рокот, како што налага. Во среда имаме состанок на нашиот Централно собрание, тоа е највисок орган во нашата партија. Ни преостанува уште мала консултација со нашиот коалиционен партнер денес и за 2 дена мислам дека ќе ги привршиме сите работи на време, како што е редот, така. Така коалициравте со партијата на Зијадин Села, но дали во предизбориево сте разговарале со двете најголеми партии од македонскиот блок? Можна ли е сепак на крајот некаква предизборна коалиција или пак какви се разговорите и преговорите за она што би се случувало по изборите? Имате ли повеќе или помалку прифатлив иден коалиционен партнер хипотетички доколку освоите доволен број гласови? Па, искрено, ние не сме разговарале со ниту еден од македонските политички партии. Многу ни е битно ние како коалиција во албанскиот блок да победиме. Ова е многу битно не само за албанците и за Македонија воопшто и воопшто во политичкиот живот во државата е овој момент битен затоа што знаете владеачката партија која е веќе околу 20 години на власт треба да биде во опозиција после овие избори после 12 април. Ние сме сконцентрирани, граѓаните албанци тоа го сакат, а мислам дека и сите други. Битно е ние да имаме добра понуда, да имат фер и демократски избори, да имаме достоинствена кампања и така би дошло до таа победа. После тоа мислам дека бројките ќе бидат неприкосновени како што е секогаш во демократските процеси. Која е разликата помеѓу концептот едно општество за сите и концептот една држава за сите? Па, државата за сите е концепт подлабок. Ние, како сите граѓани во оваа држава, треба да почнеме да ја сакаме да бидеме лојални граѓани кон државата, а во исто време државата да биде сервис на сите граѓани. Општеството е за сите и тоа е нешто надвор од државата. Општеството е државата во општеството е само еден елемент. Еден од најбитните, но не е све. Значи ви идете со потесен концепт? Не, мислиме дека со концептот држава за сите ќе имаме по-хармонично општество. Општеството за сите треба државата да го гради. И мислам дека тоа е битна разлика, а сушествена за албанците затоа што албанците и другите заедници немаат ништо против да живеат во вакво општество и они се навикнати и го сакаат ова општество мултиетничко, различно, но државата не била таа која оваа реалност во општеството не можеше да го преслика во органите на државата, па таа да биде фер кон сите граѓани. Во суштина се работи за концептот на еднаквост. Не ми дојде зборот, значи за еднаквост се работи. Мислиме дека тоа е универзална вредност, а многу битна за нас, за да се изгради и кохезивно општество и држава за сите.
Но вие го застапувате концептот за етничко коалицирање, не одите со Македонска партија во предизборие и сметате дека според вашата досегашна реторика дека треба да се пресметаат останатите албански партии со досегашната владеачка албанска партија, а тоа е ДУИ, и дека ова е практично борба против ДУИ. Но нели мислите дека оваа коалиција на СДСМ и БЕСА, па еве ќе ги споменам и претходните обиди на СДСМ да дојде до албански гласачи, нели мислите дека го подкопа овој концепт? Ке видиме на овие избори. Мислам дека е малку прерано за тоа, но тоа е перцепција на нас политичарите и на некои одредени делови во општеството, но граѓаните се тие кои одлучуваат во демократија и фала Богу што е така. Они одлучуваат кој доаѓа на власт, кој концепт треба да продолжи понатаму, а кој треба да се закопа. Мислам дека на 12 април е добро што ќе имаме избори, граѓаните ќе одлучат и ние ќе видиме во државата и општеството во која насока иде. Не мислам дека тоа едното или другото е подобро или полошо. Сега за сега, мислам дека нема се уште услови, не се граѓаните се уште подготвени за еден таков концепт. Можеби државата за сите би било концепт кој би ги приближило ваквите релации помеѓу граѓаните, па во иднина да имаме партии кои ќе бидат основени на идеологија, а не на етничка база, но тоа ќе видиме во иднина. Зошто сметате дека не е општеството подготвено за такво нешто? Па ќе видиме Бидејќи имавме многу бурен период, многу бурни, еве 5 години наназад, од 2015 до денес беше навистина бурно на политичката сцена. Малку тоа ги помести очекувањата, но и размислувањата на граѓаните, излегоа малку од овој, па можам да кажам, етно блок. Па проблемот во нашата држава во суштина и токму, ако гледаме суштински, токму тука се раѓа. Ние секогаш донесуваме битни улоги во бурни времиња. Не треба да се носат битни улоги во бурни времиња. Треба во мирни времиња. Ние и државата ја направивме 91 во бурно време, и рамковниот договор 2001 беше во бурно време, и пржинската влада, и се што правиме бурни времиња. И специјалното јавно обвинителство. Мислам дека треба, ако сме државници, ако гледаме во идните генерации, треба да одлучуваме во мирни времиња. И затоа ние се залагаме, јас лично и мојата партија и нашата коалиција, ќе работиме да во мирни времиња се договориме консенсуално за еден концепт кој ќе биде прифатлив за сите, а добар за државата, за сите граѓани, и ќе ја развие државата во позитивна насока. Одите на изборите со теза дека ќе го победите Ахмети. Какви се вашите досегашни рейтинзи, што велат вашите анализи кои до сега сте ги направиле, бидејќи вие и вашиот коалиционен партнер звучите доста убедливо дека ќе освоите голем број гласови? Дека ќе победиме, тука немаме никаква дилема, барем тоа е нашата перцепција. Го гледаме тоа во терен, го гледаме низ анкети и јас воопшто немам дилема, но сакам да додадам дека не сме во овие избори, ниту во политика, јас лично и мојата партија, за да победиме некого. Јас имам моја цел и мојата партија, ние се бориме за еден вредностен систем и ние сакаме да постигнеме таа цел. Тие вредности да ги донесеме во државата. Не ја гледам ни мојот живот, ни животот во политика како конкуренција и соперништво со едни према други. Го гледам како кон нешто што сакам да го постигнам, а тоа е добро за сите граѓани. Вредностите за кои ние се залагаме се универзални. Еднаквост, слобода, подобар живот, подобро образование, здравство подобро, инфраструктура, интеграција во ЕУ и НАТО, покохезивно општество, не само едно. Мислам дека тоа моралот, семејството, младите да ги задржиме тука. Тоа е нешто што е голем предизвик за нас и ако не се покажеме успешни кон феномените, нема да успееме како држава. Јас не сакам да бидам успешен во насока или наспроти моите соперници, да ги победам нив
Не ми е некоја предизвик да победам некого. Јас сакам да победам, да ги победам овие феномени. Сакам младите да ги задржам тука. Сакам платите да ги покачам, да го подобрам животот на граѓаните. Тоа би ме исполнило и како човек и како политичар. Екс-пратеник на ДУИ премина во вашите редови неодамна. Дали е тоа дел од вашата стратегија за, можеби, за ослабување на ДУИ? Не, воопшто, ние како партија сме отворени и нашите врати се отворени за сите. Сите луѓе кои немаат некое криминално досие, коруптивна афера, затоа што кога ја градевме партијата, наша прва заложба битна беше да имаме луѓе кои се чисти во однос на овие негативни феномени во општеството. Јас сакам и на другите членови на ДУИ и на сите други партии да им покажам дека нашите врати се отворени, сите луѓе кои се квалитетни во државата и кои биле во партија и кои не се во партија, млади, перспективни луѓе, сакам да ја кажам дека нашите врати се отворени. Ние работиме за нив. Јас мојата партија гледам како платформа или отварање на врати на тие перспективни млади луѓе. Неодамна изјавивте дека ќе се фокусирате на економијата. Каква ќе биде вашата економска понуда за гласачите и што и замерувате на досегашната владеачка коалиција кога се работи за економијата? Што е она што не ви се допадна од мерките кои ги преземе и што ќе понудите, што може да се дополнително да се направи? Па конкретно не би сакал да зборувам во конкретни работи, веќе ја довршуваме програмата, но концептуално фокусот е ставен на тоа. Значи, се што е економија, економски капацитет во нашите партии, во нашата коалиција, странски експерти, донесовме и советник на екс-председател Клинтон беше одржи предавања. Се среќавам секојдневно со економските комори. Многу ми е битно да дадеме добра понуда економска, затоа што чувствуваме и нашите импликации од терен и инпути од терен се тоа дека граѓаните го сакат тоа. Најмногу го сакат тоа од нас и тоа го очекуваат. И една политичка партија и коалиција би било граѓанска ако го понуди тоа што граѓаните го барат. И ние сме навистина многу фокусирани на економските одредби. Не сум многу заинтересиран за критика на другите. И во однос на ова сакам да ви кажам дека ние работиме како би било подобро, како можеме ние да ги подобриме процесите, а не да ја градиме нашата платформа врз база на критика на другиот. Неодамна изјавивте дека биле успешни луѓето од вашата партија кои досега беа дел од власта. Многу посочивте за тоа и министерот за култура, иако се појавија низа скандали со распределувањето на парите од конкурсот, а последниот и за необјавување јавно на листите. Сметате дека ваквиот начин е успешен со оглед на тоа дека повторно имаше, односно продолжија скандалите кои го пратеа ова министерство и претходно? Јас не се сложувам со вашата оценка, нормално вие сте новинар и може да го поставите така прашањето. Новиот министер за култура, Хисни Исмаили, немаше ниту еден скандал зад него. Ако може да ми посочите еден, јас можам да ви одговорам веднаш за кој скандал. Прераспределбата на средства е само затоа што навистина Министерството за култура помага доста на сите културни работници и проекти и тоа е некоја конкуренција помеѓу нив кој добил повеќе, а кој помалку. Сакам само да ви кажам еден факт. Откако ние го водиме Министерството за култура, за повеќе од 200% е подигнат бројот на апликанти кои бараат средства од Министерството за култура. Тоа значи дека веруваат во дека тоа се охрабрени. Дека се охрабрени и дека Но тоа не ги намали поплаките по објавување на конкурсите. Немаше ниту една коруптивна афера за прв пат, а се споделя околу 20 милиони евра. Само ова сакам да ви го кажам како факт. Ако некој министер подели околу 20 милиони евра, а нема ниту еден корупцијски скандал, тоа е нешто за што јас се гордам. И тоа е нешто за што ние сме во политика.
Тоа би требало да биде нормално. Ние не треба за тоа да се фалиме. Тоа навистина е срамата во некои понапредни општества, Апсолутно, да не е достигнување да нема коруптивен скандал. Така. Но за жал ние знаеме во какво општество живееме. Јас многу сум голем борец против криминал и корупција и додека сум јас лидер на таа партија, нема да дозволам моите кадри да се нафатан тоа. Ако се случи, тогаш и јас и мојата партија ќе се дистанцираме од таквите. Токму тоа ми е следното прашање. Многу сте фокусирани на ова да нема криминално досие и да немаат коруптивни или криминални скандали. Луѓето кои ги бирате околу себе, што е за пофалба, меѓутоа од друга страна да поразговараме малку и за професионалноста. Бидејќи министерот за култура е лекар, дали ова би можело да значи дека во иднина може да очекуваме министер за странски инвестиции, педагог? Водите ли сметка за професионалноста? Ако сакате цинично да зборуваме, јас можам така, но не би сакал со тоа да ги... Добро, се сложувам со вашето прашање, само да ви кажам. Многу луѓе и политичари не го разбират ова. Политичар носи политички одлуки и професионалноста не може да се мери во однос на високите политички функции. Пратеник, министер, такви работи се политички функции. Господинот Хисни Исмаили е таму затоа што е висок функционер на нашата партија, е дел од основачите, тој го разбира нашиот концепт, нашата филозофија и он е таму затоа што сака да го имплементира тоа што ние го сакаме да го имплементираме. Затоа 50 и 60% од пратениците ни се доктори. Дали има професија пратеник? Не постои таква професија, ниту министер нема, за да бираме професионалци. Ова сакам граѓаните да го разберат. Од друга страна, многу е битно, тоа на што вие алудирате, еден човек кој ќе се нафати во една битна функција да ги знае тие процеси. Господинот Исни Исмаили е лекар, но 20 години има свое CV богато во културни настани. Е човек кој работел цело 20 години во културата. Побитно од граѓаните, најбитно ми е мене, да имам човек кој ќе се справи добро со културата. И во иднина, ве уверувам и вас, и вашите гледачи, и сите граѓани, дека мене како партија и лично многу ми е битно нашите кадри не само да не се коруптивни и криминални. Тоа е спорадично и секундарно. Примарно ми е да бидеме успешни, да бидеме во служба на граѓаните, тоа што треба државата да биде. Министер, пратеник, висок функционер во државата треба да биде слуга на граѓаните. Ние тоа се обидуваме да го правиме. Бидејќи веќе знаеме и очекуваме дека ќе се води црна кампања како и секој претходен изборен циклус, не сме го надминале тоа. Како ќе се справите вие со оваа црна кампања која не очекува и дали ќе бидете дел од таквата лоша реторика на која што веќе сме навикнати? Ние нема да бидеме дел од таа кампања и јас неколку пати апелирам до моите активисти и членови, но до сите граѓани и политички лидери. Би сакал во овие избори да бидат некој пресек за преминување од таа линија, да ги оставиме наназад и тој дискурс што беше негативен, но и таа ниска политичка култура која мислам дека не соодветствува со интелектуалното ниво воопшто на нашите граѓани. Граѓаните не сакаат да не слушат како ние си довикуваме едни на други и фрламе тешки зборови едни на други. Сака да слушнат што ние би направиле за нив. И ние ќе бидеме фокусирани на тоа. Ако нашите противници се обидат тоа да го прават, ние нема да најдат партнер. Во мене најмалку. Во мене не. Нека барат други партнери. Јас сум во политика заради граѓаните, ќе им се обратам нив, од нив го барам гласот, а што прават другите, и за нив граѓаните ќе судат. Тоа е мојот концепт. Сосема да го заокружиме разговорот, дали вашиот коалиционен партнер ја поддржува оваа ваша девиза дека челните луѓе нема да бидат луѓе кои имаат криминално досие или било какви коруптивни скандали зад себе? Па да ви кажам, тоа што го правам јас лично не ми е само да влијам во мојата партија
Ја верувам во овој концепт, верувам во овие вредности. Сакам тие да бидат еден ден некој сеопфатлив критериум за работа во политика за сите луѓе кои ќе се нафатат да работат во политика. Се надевам дека ова моја битка и борба за овие вредности најмногу ќе стигне до мојот коалиционен партнер, понатаму и во идната влада, а така ќе можеме тоа да го прошириме уште повеќе ако тоа биде вредност која државата ќе го произведува и ќе го постави како критериум за бавење со политика. Господин Африм Гаши, во среда ќе ги комплетирате, а од наредната недела па повторно ве очекуваме. Веројатно ќе имаме уште многу да зборуваме за изборната трка. Благодарам многу на поканата. Секогаш кога вие ќе имате потреба од наши информации, од тоа како се движат работите во нашата партија, ќе бидеме тука. Дотолку што сте рано сабајле, немаме обврски, тука сме во секое време и за почит кон вас и вашите гледачи. Ви благодариме за убавите зборови. Се гледаме во наредна прилика.